кој не се заборава. За мене бато и даде, за дидо и баба, за мама и тато, муси, семки, овошје, си е здраво и сладко, бако е бако, бако е закон. Хранете се здраво, живејте долго со производите на Бако. Да ги видиме најавите за денешното издание на Дневникот. Најдолгата улица во градов Аба Семин во очајна состојба. Што се случи со јавното приватно партнерство за осовременување на паркирањето преку SMS пораки? Заменете ги амалгамните пломби за да го зачувате здравието. Кривични пријави за фирми и лица кои незаконски скопувале минерали во Црвена вода Дебрца. Орландо Блум ги посети бегалците во прифатниот центар во Гевгелија. За овие како и за останатите содржани во Дневникот по временската прогноза. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид времето умерено облачно со сончеви периоди и максимална дневна температура од 16 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1019 хектопаскали, а дуваше и умерен североисточен ветар. Во среда во најголемиот дел од Европа продолжува сончевото и стабилно време, условено од силниот антициклон, чиј центар се наоѓа над Северното море. Локални врнежи од дожд се очекуваат на Пиренејскиот полуостров и локално во делови од југоисточна Европа. Од источна кон централна и јужна Европа се очекува продор на ладен воздух. Максималните дневни температури ќе се движат од 11 степени во Москва до 26 степени во Лисабон. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Локално во Босна и Херцеговина, Косово, како и на југ од Албанија и Грција се очекува нестабилно време со локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 19 до 25 степени. Во Македонија во среда во утринските часови ќе има појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и свежо. Утринските температури од 5 до 15 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 13, односно до 23 степени. Во Охрид утре ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 10 степени, а максималната дневна до 16 степен. Во четврток во Охрид не очекува претежно сончево и потопло време, со локална облачност и максимална дневна температура до 19 степен. Во петок, сабота и недела ќе биде сончево и потопло со постепен пораст на максималните температури. На утринските температури ќе бидат во опаѓање. Па така утринските ќе се движат во интервалот од 8 до 10 степени, додека максималните дневни од 20 до 24 степени. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. Стоп шоп акција. Фронди од 200 грама ванила нугат 56 денари. Ленор Спринг 169 денари. Пипо праска 26 денари. Тео сапун 12 денари. Вива соко 2 литри 62 денари. Стоп шоп најблиску до вас. Со Макс Травел на дводневна тура во манастирот Свети Острог, Црна Гора. 046 26 20 26.
Престанете да сонувате, почнете да живеете. Хотел Тино, сместен во идиличниот пејсаж на населбата Свети Стефан, хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Опремен по највисоки стандарди, хотелот располага со спа центар, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште, фитнес центар, сала за состаноци. Совршен избор за вашиот одмор и уживање за сите сетила. Ресторанот и летната тераса со капацитет од 250 гости погодни за организирање на секаков вид на прослави и забави, возбудливи кулинарски доживувања, приготвено со љубов и свежи состојки, доставено со љубезност. Хотел Тино, Свети Стефан. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Добар ден, почитувани гледачи, го следите првото издание на Дневникот на ТВМ. Многу ударни дупки, без тротоари и со чести прекопи долж целата улица. Ваква е состојбата на нашата најдолга улица Аба Семин. Од секторот за комунални дејности, сообраќај и улици велат дека се во фаза на прибирање на потребната проектна документација заедно со Министерството за транспорт и врски и ограноци на Светска банка за конечна реконструкција на оваа улица. Од секторот велат дека ваквата реконструкција е веќе предвидена во нивната 3-годишна програма. Информираат дека во наредните денови ќе пристапат кон санирање на ударните дупки на оваа улица. Многу ударни дупки долж целата улица, без тротоари по кои би се движеле пешаците. Поради паркираните автомобили од двете страни на коловозот, тие се приморани да се движат по самата улица. Ова е сликата на најдолгата улица во градов, улицата Аба Семин. Слика која за жал со години наназад е непроменита. Целосната реконструкција на оваа улица во многу наврати била најавувана од повеќе локални власти низ годините, но факт е дека Аба Семин нема видено поголема количина асфалт со години наназад. Љупчо Танески од секторот за комунални дејности, сообраќај и улици вели дека во еден среден рок планирани се поголеми зафати на оваа улица од страна на општина Охрид. Додава дека нејзината реконструкција воедно е дел и од 3-годишната развојна програма на секторот. Тече акцијата за санирање на тие дупки се уште, на тие ударни дупки. На еден мал дел од улицата Аба Семин, која што е една од главните артерии на градот, веќе е интервенирано во текот на минатата работна недела, гледајќи од железничка према центарот на градот. Меѓутоа во следните неколку денови ќе биде реагирано и на други потези од оваа голема улица. И додека се прибира потребната документација и започне целосната реконструкција на Аба Семин, граѓаните кои живеат на оваа улица ќе мора да се задоволат со крпење на нејзините ударни дупки. Она што во моментов можам да го кажам како активност која што се одвива во таа насока е дека секторот за комунални дејности при општина Охрид заедно со надлежните институции по овие прашања како што се Министерството за транспорт и врски и определени ограноци од Светска банка работат на прибирањето на целокупната потребна проектна документација за да отпочнеме една постапка за реконструкција за комплетна реконструкција на оваа улица. Инаку, според првичните планови на локалната, предвидена била целосна реконструкција на улицата со тампонирање и асфалтирање, како и замена и изградба на потребната комунална инфраструктура. Воедно било планирано нејзината реконструкција да се финансира со кредитот од Светска банка, но Танески вели дека за овие и други детали за зафатите на Аба Семин дополнително ќе информираат. Пропадна обидот на јавното претпријатие Билјанини извори за осовременување на паркирањето со СМС пораки. Од Билјанини извори не откриваат кои се причините за неуспешниот обид со тендерот. Кратко само напоменуваат дека приготвуваат документација за нова тендерска постапка.
Најавата од јавното предпријатие Билјанини извори дека охриѓани и гостите ќе паркираат со SMS пораки се изјалови. Од јавното предпријатие и по една недела не најдоа време да одговорат на прашањето на ТВМ кои се причините за пропаѓањето на тендерската постапка. Директорот само кратко одговори дека приготвуваат документација за нова тендерска постапка. Иако современиот начин на паркирање се очекуваше да стартува од ова лето и пролетоска беше спроведена постапка за избор на партнер за воведување на електронскиот современ начин на паркирање. Сега никој не сака да каже каде се заглави постапката. Во месец февруари годинава директорот на јавното предпријатие Билјанини извори Ристе Мишев информираше дека за современ начин на паркирање на објавениот јавен оглас од јавното предпријатие за имплементација на системот за електронско управување со паркингот по пат на јавно-приватно партнерство пристигнале две понуди. Во текот на постапката биле запазени сите законски дејности согласно одредбите од Законот за јавни набавки и Законот за концесии и приватно јавно партнерство. Од страна на комисијата била донесена одлука за избор на најповолен понудувач и веднаш по одлуката било испратено известување до понудувачите, а течел и рокот за поднесување на жалба. Мишев напоменуваше дека современиот начин на паркирање без работа нема да ги остави досегашните работници кои се ангажирани на наплатните пунктови. Кажа во тогашната изјава дека на работа ќе бидат задржани сите 35 работници. Современото паркирање беше најавувано дека ќе се задржи на сите досегашни улици, вклучувајќи ја и улицата Даме Груев од пресекот на македонски просветители со булевар Туристичка. Одлуката за воведување на електронски современ начин на наплата на паркинзите по пат на јавно-приватно партнерство беше изгласана минатата година од страна на охридските советници. Во рамките на заедничкиот проект за заштита на биодиверзитетот во езерото во Дримскиот басен, поддржан од Германското друштво за меѓународна соработка ГИС, денес и утре во Поградец се одржува работен состанок за компонентата за заштита на важните видови на флора и фауна во езерата. Во рамките на проектот веќе е подготвена листа на важни видови и на овој состанок целта ќе биде да се утврдат 5 до 10 најважни и најзагрозени видови во секоја од езерата врз кои потоа ќе се врши мониторинг согласно критериумите и директивите на Европската Унија и согласно капацитетите на институциите. На состанокот представници од Министерството за животна средина и просторно планирање ќе дискутираат за законските рамки и за новата стратегија за биодиверзитетот во Република Македонија, а представници на невладиниот сектор ќе зборуваат за нивната вклученост во истражувањата и мониторинг врз видовите. Овој процес е исклучително важен за состојбата на важните ендемични видови и во Охридското езеро и Преспанското езеро како уникатни вредности и бара посветеност на надлежните институции и од македонска страна. Државниот инспекторат за храна донесе одлука со која се укинува забраната за употреба на вода од градскиот водовод во Струга. Водата од градскиот водовод во Струга е исправна за пиење. Тоа го покажале трите последователни контроли кои ги изврши Центарот за јавно здравје од Охрид. Изминатиот период испитувањето на водата од градскиот водовод во Струга покажа дека во неа има присуство на колиформни бактерии, како што е Ешерихија коли, поради што надлежните ставија забрана за незина употреба. Причина за тоа, како што изјавија тогаш од јавното предпријатие Водовод Струга, бил недостиг на хлор. Во меѓувреме биле набавени потребните хемикали и извршено е прочистување на водата, пошто уследи укинувањето на забраната за употреба на водата за пиење од градскиот водовод во Струга. Промената на годишните времиња и доаѓањето на зимата секогаш се голем тест за имунитетот. Во овој период од годината секој се обидува да го зајакне својот имунитет. Природна храна збогатена со витамини е еден од најефектните начини за подобрување на имунитетот, советуваат лекарите. Балансираното хранење на телото му ги дава сите хранливи материи потребни за борба против болестите. Превенцијата е секогаш подобра од било кој лек, велат докторите. За да може човечкиот организам да се бори против вирусите и бактериите кои се кријат буквално насекаде, потребно е имунолошкиот систем да биде силен. Имунитетот е способност на организмот да дава отпор на болести со идентификација и уништување на туги супстанци или организми. Познатиот педијатар доктор Никола Филев за ТВМ кажува дека детскиот организам има перманентна потреба од витамини, но не треба да се претера со дозирање.
педијатријата како превентивна гранка во медицината обично гледа да ги превенира овие состојби со тоа што имунолошкиот статус кај децата во овој период се менува. Пожелно е да се консумира пред се природна храна, збогатена со витамини, меѓутоа не сме во педијатријата многу за суплементите, поготово шумливите таблети да се избегнуваат. Најдобро е да се оди на природна исхрана, овоштие зеленчук, да не речам по рецептите на нашите стари кои не одледувале, затоа што се смета дека тие витамини кои што се во природната исхрана, односно овоштие зеленчук, се многу по-ресорбливи, ги аплицираме природно и организмот ги препознава и многу лесно ги ресорбира. А тие од своја страна го подигнуваат имунитетот. Белите зла, шеќерот, солта како и мрсната храна се еднакво штетни за организмот и овај период добро би било да се избегнуваат онолку колку се може, советува доктор Љупчо Костески. Тој појаснува дека врз состојбата на имунитетот влијаат многу медицински моменти. Според него, генерално земено, отпорноста на луѓето при драстични временски промени се променува, но се уште немаме големи временски промени. Значи, изборот е огромен. Значи, ако влезете во една апотека, ќе имате од многу фирми огромен избор на препарати кои се во понуда. Меѓутоа, истиот или сличен избор можете да најдете во блиски пазари. Сме го заборавиле лимонот, сме заборавиле киви, сме заборавиле портокал, сме заборавиле охридски патлиџан, јабучар, во кој има пребогате со ликопен, како антиоксидант. Значи имаме дина во која има толку антиоксиданти. Значи имаме моментално во храната толкав голем избор на витамини да овие препарати можеби треба да ги оставиме за неколку месеци покасно. Генерално лекарите за зајакнување на имунитетот велат дека неопходни се здрави навики, одговорно однесување, правилна исхрана, доволно сон, редовно одмарање, секојдневни физички активности, намалување на стресот, одржување на личната хигиена, одржување на хигиената на просторот. Само со правилна и здрава исхрана се зајакнува имунитетот. Во организмот треба да се внесуваат неколку помали редовни оброци кои треба да содржат доволно витамини, особено Д, С и А, минерали, антиоксиданти, растителни влакна, протеини, јаглени хидрати и калории. Композитните пломби ги стиснуваат амалгамските. Докторите препорачуваат замена на амалгамот заради здравствени и естетски причини. Во нашата земја, како и во светот, се поретко се употребува амалгамот и местото се отстапува за композитните пломби. Добрата орална хигиена резултира со убава насмевка само со примена на композитни пломби. Амалгамските пломби, пак иако во стоматологијата се употребуваат повеќе од 200 години, современиот начин на живот полека ги стиснува од употреба и се заменуваат со композитните, вели доктор Небојша Батковски од стоматолошката ординација доктор Батковски. Секако покрај естетските постојат и бројни здравствени причини кои композитните се во предност за разлика од амалгамот. Амалгамот во себе има хемиски елементи како што се жива и олово, кои во зависност од концентрацијата може да имаат штетно делување врз организмот, па затоа доктор Батковски упатува препорака посебно до повозрасните пациенти кои ги имаат амалгамските пломби. Моја препорака е да се заменат амалгамските пломби, бидејќи ево, ако јас имам 10-12 години искуство, а немам веќе 10 на години ставено амалгамска пломба, секако дека тие пломби би требало да траат, веќе им траат повеќе од 10-15 години, но секоја пломба треба да трае минимум да се смени после 7 години, за да може забот да си остане витален. И како да ви кажам, за да имаме убава насмевка, мора да имаме композитна пломба за разлика од амалгамот. Денес македонските стоматолози се помалку го употребуваат амалгамот. Повеќе се употребува од социјалниот момент, при тоа занемарувајќи ги другите предности кои ги имаат композитните пломби, посочува доктор Небојша Батковски. Мислам дека веќе е исфрлен амалгамот, по некоја пломба ако се нешто заостане, во одредени случаи можеме да го искористиме, во многу ретки случаи се користат. При некои
покомплицирани хируршки интервенции за затварање, каде што имаме некој поспецифично, некој крварење, меѓутоа многу ретко. Во Соединетите Американски држави и Австралија амалгамот е исфрлен од употреба. Засега поретко се користи само во Германија и тоа само од социјален аспект, напоменува доктор Небојша Батковски. Во Охридската гимназија за време на летниот распуст биле санирани сите оштетувања во училниците, ходниците и останатите простории. Родители на гимназијалци велат дека во некои училници подовите се во лоша состојба со видливи оштетувања. Директорот за ТВМ вели дека се работи на техничка документација за целосна промена на подовите. Деновиве до нашата редакција се обратија родители на ученици од Охридската гимназија, кои укажа на тоа дека во дел од училниците на гимназијата Свети Климент Охридски подовите биле оштетени, а некаде биле отворени дупки. Ваквата состојба не ја негира директорот на гимназијата Звонко Трпески. Гимназијата континуирано ги санира таквите оштетувања, значи веднаш истото е направено и овој пат, значи, а оштетувањето е од несовесно и неодговорно однесување на одредени ученици. Директорот Трпески за ТВМ кажа дека учениците стартот на учебната година го дочекале во 16 реновирани училници, а веќе била преземена иницијатива за изработка на техничка документација и технички елаборат за целосна промена на подовите во училниците кои не биле во добра состојба. Целосно санирање на сите оштетувања што беа направени над зидовите во училниците. Исто така во училниците беа заменети таванските плочи, сите оштетени беа заменети со нови, значи, и беше извршен целосен молерај на сите училници. Претходно беше целосно заменет доводниот цевковод од централното грејење со негова целосна изолација и заштита, како и санирање на самиот доводен канал. Се тоа беше направено, значи, со целосна подршка на локалната самоуправа и градоначалникот Бакрачевски. За овие зафати бил објавен мал тендер до 3000 евра, информира директорот на Охридската гимназија. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело незаконита експлоатација на минерални суровини, СВР Охрид поднесе кривична пријава против правен субјект од Струшкото село Боровец и против овластено лице од истото село. Во врска со казненото дело фалсификување службена исправа, во пријавата опфатено е едно 61 годишно лице од Охрид, вработен во градежна фирма од Скопје. На 18 август оваа година на локалитетот Црвена вода, општина Дебрца, со работни машини собственост на правниот субјект од Боровец извршена е незаконска експлоатација на минерални суровини, односно бесправен ископ на чакал. Експлоатацијата на минералните суровини определена со закон, фирмата го извршила без концесија, односно дозвола за таа дејност, пошто чакалот го транспортирала до селото Црвена вода, каде се изведувале градежни работи за реконструкција на одводен канал до водната комора на ХЕЦ Песочани. На тој начин биле пренесени околу 50 метри кубни чакал, со што правниот субјект се стекнал со противправна имотна корист од 30.000 денари, предизвикувајќи штета на Република Македонија, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Трето пријавениот во својство на службено лице административен извршител, вработен во градежната компанија, на 17 август годинава со внесување на лажни податоци изготвил согласност акт со невистинита содржина, која архивски не го евидентирал во евиденциите на градежната компанија. Потоа направил фотокопија од актот и свесно со умисла им го отстапил на собствениците на предпријатието од Боровец, кои како вистинска ја презентирале до СВР Охрид, а оригиналот го уништиле, прикриле, оштетиле или на друг начин го направиле неупотреблив. Англискиот актер Орландо Блум ги посетил мигрантите и бегалците во Гевгелија, каде разговарал со нив за нивниот пат до Европа и за проблемите во нивните земји, пренесуваат медиумите. Познатиот актер кој е амбасадор на добрата волја на УНИЦЕФ утрово пристигнал во центарот како дел од мисијата на оваа организација при Обединетите нации. Блум разговарал со дел од мигрантите и се интересирал за нивниот пат, за проблемите во нивните татковини, а особено за децата кои минуваат илјадници километри за да стигнат до Западна Европа, пренесе Телма. За време на неговиот престој во кампот Орландо Блум испратил и еден од специјалните возови со мигранти и бегалци, кој тргнува од платформата пред транзитниот центар до северната граница.
Орландо Блум, облечен во маичка со познатото лого на УНИЦЕФ, се фотографирал со мигранти, со новинари, но и волонтери од центарот. Во продолжение да видиме што денес се случуваше во светот. Американскиот председател Барак Обама и рускиот председател Владимир Путин по 2 години на маркините на годишната седница на Генералното собрание на Обединетите нации имаа 90-минутна средба на која разговараа за ситуацијата во Украина и Сирија. На средбата Обама и Путин постигнаа согласност нивните воени официјални лица да разговараат за тоа како да се избегне судир околу потенцијалната операција во Сирија и улогата на сирискиот председател Башар ал-Асад. Путин, кој средбата ја оцени како многу корисна и отворена, по разговорот изјави дека Русија и САД би можеле да ги координираат воздушните напади со цел да се реши кризата во Сирија. Рускиот председател потврди дека се размислува за можна операција во Сирија, но не станува збор за копнени операции и учество на руски војници во тоа. Обама и Путин вчера на форум во седиштето на Обединетите нации се разидоа во однос на прашањето за улогата на сирискиот председател Асад, а напредок не е постигнат ниту по билатералните разговори. Путин изјави дека има најголемо почитување за своите американски и француски колеги, но дека тие не се сириски државјани и за судбината на Асад треба да одлучи сирискиот народ, а не Обама или францускиот председател Франсуа Оланд. Обама, од друга страна, повторно порача дека нема пат во стабилност на Сирија додека Асад е на власт. Најмалку 2 лица загинаа, а 300 се повредени на Тајван од последици предизвикани при минувањето на супер тајфунот Дујуан, кој утрово го погоди источниот брег на Кина. Бурата беснеела во текот на ноќта во северниот дел на Тајван, каде околу половина милион луѓе останале без електрична енергија. Тајфунот утрово ја погоди кинеската територија во покраината Путајн. Од силниот ветер биле искорнати стебла, а поројните дождови предизвикале лизгање на земјиштето. Повеќе од 12.000 лица се евакуирани, а речиси 3.000 се уште бараат за солниште. Метеоролошките служби во регионот го вбројуваат Дујуан во категоријата супер тајфун. Минатиот месец од тајфунот Суделор загинаа најмалку 8 лица на Тајван и 21 во Кина. Афганистанските безбедносни сили започнаа операција за враќање на главниот град на северната провинција Кундус, откако вчера беше освоен од талибанците. Председателот Ашраф Гани денеска изјави дека безбедносните сили ја враќаат контролата врз владините згради, додавајќи дека во градот пристига засилување, вклучително специјални единици и командоси. Министерството за одбрана соопшти дека од талибанците повторно го презеле затворот во градот и провинциската полициска станица. Во меѓувреме, портпаролот на НАТО изјави дека воени авиони на САД гаѓале талибански позиции за да се елиминира заканата за коалицијата и афганистанските безбедносни сили. Шпанскиот производител на автомобили Сеат во сопственост на германски Volkswagen пуштил во продажба 700.000 автомобили со спорниот софтвер за лажирање на вредностите на издувни гасови. Во соопштение од Сеат се наведува дека ќе ги повикаат сопствениците на автомобили со спорни мотори да одат во овластените сервиси каде ќе ги тестираат нивните возила. И Volkswageновиот луксузен производител на автомобилите Audi вчера соопшти дека 2,1 милион нивни возила се погодени со овој проблем, покрај 1,2 милиони шкоди произведени во филијала на Volkswagen во Чешка. Германското обвинителство веќе отвори истрага против поранешниот генерален директор на Volkswagen Мартин Винтеркорн поради утврдување на неговата улога во скандалот поврзан со манипулацирањето со вредностите на издувните гасови, откако компанијата призна дека 11 милиони дизел автомобили имаат уреди со дефект во софтверот. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието и за довербата. Пријатно.